Почитувани граѓани, на прагот сме на уште една зима во која многу училишта ќе останат без вода, без струја и без никакво греење, и тоа во време на владењето на градоначалници кои ги интересира се друго, освен здравјето на децата. Училишната година започна со нерешен транспорт за многу ученици. Тоа се случува во повеќе градови, а децата во Тетово веќе неколку дена штрекуваат и не одат на училиште токму поради овој проблем. Проблемот е најмногу во недомакинското работење на градоначалниците и директорите кои ги кријат долговите на училиштата. Бројките за ова не се прикажуваат во годишните финансиски извештаи, освен во училиштата чии сметки се блокирани од страна на извршители. Имаме податоци за долгови во повеќе градови и училишта, но еве неколку од нив. Основно училиште Григор Прличев Охрид е веќе трета година со блокирана сметка и долг од 140.000 евра за нафта кон јавни предпријатија и долг од 244.000 евра кон други доверители. Основно училиште Јосип Броз Тито Струга е со блокирана жиросметка, а нема финансии ниту за основни хигиенски средства. Средно медицинско училиште доктор Јован Калаузи Битола е со блокирана сметка и долг од 500.000 евра. Директорката е повикана на распит во специјалното јавно обвинителство како трето осомничена во случајот транспортер. Основно училиште Гоце Делчев Битола е исто така со блокирана сметка и долг од 100.000 евра. Само за вода, средното училиште Таки Даскало од Битола има неплатена фактура од 17.000 евра и вкупен долг од над 300.000 евра. Основно училиште Единство Гостивар е со блокирана жиросметка заради загубени судски спорови. Основно училиште Петар Поп Арсов Богомила има долг од 40.000 евра само кон еден превозник. Основно училиште Ѓошо Викентиев Кочани има долг од околу 480.000 евра кон сите превозници. Во основното училиште Никола Карев Кочани, училиштето е во долгови од над 90.000 евра. Вкупниот долг на сите училишта во општина Кочани е околу 800.000 евра. Почитувани граѓани, ова ги премина сите црвени линии. Не се работи за политика. Се работи за нашите деца и се работи за нивните корумпирани градоначалници. Ние, победниците на следните парламентарни избори, по 11 декември, ќе извршиме ревизија на сите долгови на училиштата и како се тие направени. Ќе бараме одговорност за недомакинското работење и за криминалот и секако ќе преиспитаме методологијата за исплата на блок дотациите на училиштата. Благодарам. За овие училишта, за средствата за греење, дали парите се обезбедуваат од општинските фондови или од државниот буџет, пошто навистина не знам, ама е важно за ова? Над 90% од блок дотациите се главно за плати, но има и за греење. Но како ги трошат овие пари градоначалниците и директорите се сосема друга приказна. Се разбира дека има и позитивни примери, но има и примери кои ги слушнавте дека навистина не се работело домакински и може да се случи многу деца да влезат во смрзнати училници каде што нема ниту струја, ниту вода. Каква е ситуацијата во општините каде што градоначалниците и советите се доминантно од социјалдемократите? Во Струмица е одлична ситуацијата, нема долгови, сите транспортни трошоци се покриени, во Команово исто така. Мислам дека само во општина Центар има едно училиште со блокирана сметка, но не поради немање пари, туку поради други проблеми.